Вторник, 15 јули, кратки вести во 12 часот. Изградбата на автопатот Кичево-Охрид сепак ќе чини повеќе пари. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека проектот ќе бара зголемување на буџетската рамка поради непредвидени трошоци. За стабилизација на бројни свлечишта и завршување на клучни делници ќе биде потребно дополнително финансирање. Граѓаните и туристите кои патуваат кон Охрид од неделата возат по новиот коловоз на дел од патниот правец Кичево-Охрид, на дел од потегот од село Врбјани до Охрид. Делницата е со должина од околу 20 километри. До Кичево има уште околу 20 на километри. 2 километри се тунелите кои што се скоро завршени и остануваат уште 15 километри од излезот на тунелите до Кичево. Охрид има 6 косини или свлечишта кои што се во атарот на селото Ботон. Од денеска до 31 јули трае електронското пријавување за сместување во државните и приватните студентски домови низ државава за академската 2025-26 година. Во државниот студентски дом Никола Каре во Охрид на располагање се вкупно 242 легла. Од нив 48 се за бруцошите, додека преостанатите 194 се за студентите од втора година па нагоре. Заклучно со крајот на месецов се пријавуваат студентите од втора година и повисоките години, додека пак студентите од прва година ќе се пријавуваат од 10 до 17 септември. Студентите треба да пополнат електронска пријава и да ја прикачат соодветната документација на интернет порталот euslуги.mon.gov.mk. По учеството и на годинашниот камп на фудбалскиот клуб Црвена звезда во Белград, каде го доби признанието MVP во неговата возрастна категорија, охридската фудбалска надеж Лазар Топаловски започнува со тренинзи во подмладокот на престижниот клуб. Забележителниот настап на кампот му донесе покана од неговиот тренер Милош Ивиќ да биде дел од клубските тренинзи на генерацијата 2016-та, што започнуваат на 21 јули, па следната недела заминува за Белград. Лазар досега има играно неколку пријателски надпревари во дресот на црвено-белите, генерација 2016-та, но и 2015-та. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност, дува умерен до засилен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 31 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.